На аеродроми, пристаништа и копнени гранични премини низ Европа, нови скенери и автоматизирани киосци ќе го трансформираат начинот на кој патниците влегуваат и излегуваат од Европската Унија, како дел од системот за влез-излез, односно ЕЕС. Системот е дизајниран да го регистрира влезот и излезот на државјани кои не се од Европската Унија и патуваат во Шенген зоната за кратки престои до 90 дена во рамки на било кој период од 180 дена. Тој започна со фазна имплементација во октомври 2025 година и треба да стане целосно оперативен во сите земји членки од денеска. What I can say on the rollout is that when the system is operating well, on average, it currently takes only about 70 seconds to register an entry or an exit. All member states, of course, had declared their readiness to implement the entry-exit system ahead of its progressive launch. This was actually a legal precondition to launch the system. ЕЕС ќе се применува за патници од земји надвор од Европската Унија, вклучително и оние кои им е потребна виза и оние кои се ослободени од виза при влез во која било од 29 шенгенски земји, со исклучок на Ирска и Кипар, кои не се дел од системот. Наместо да добијат физички печат во пасошот, движењата на патниците сега ќе се евидентираат дигитално. Travelers are slightly anxious. We know with the Mideast crisis and the concerns around rising prices of fuel, rising ticket prices, and airlines potentially cancelling their flights, that people are anxious, which is going to mean waiting at the airport is going to be even more frustrating. Simply plan on it. Plan on going a little bit earlier. Anticipate you're going to need to get your fingerprints taken and your scans done. The time that's taken now is going to be a good thing, because in the long term, this will accelerate and make more safe all of our ability to travel. Како што велат од Европската Унија, земјите членки ќе имаат можност за време на летната сезона, ако се создаваат големи гужви на граничните премини, привремено да го суспендираат имплементирањето на овој систем, но тоа ќе може да го сторат само до септември месец. Во досегашниот тек на примената на новиот систем биле регистрирани 45 милиони влегувања и излегувања. Од нив на 25.000 патници им бил одбиен влезот во некој од земјите членки од Европската Унија, додека 600 патници биле означени како опасни за безбедноста.